најночното издание на регионалните вести ќе гледате. Од 25 починати од COVID-19 за една недела, ниеден не бил вакциниран, информираат од Министерството за здравство. 3 лица се повредени во 3 одделни сообраќајни незгоди во Тетовско-гостиварскиот регион. Во една од нив возилата ги управувале малолетници. Членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава први отпатуваа во Гуча, каде ќе учествуваат на манифестацијата Драгачевски собир на трубачи. Од 25 починати од COVID-19 за една недела, ниеден не бил вакциниран, информираат од Министерството за здравство. Оттаму додаваат дека со зголемувањето на бројот на новозаразени, расте интересот за вакцинација. Ниту еден од 25-те починати од COVID-19 во периодот од 6 до 12 август не бил вакциниран против вирусот, соопшти Министерството за здравство. Од почетокот на корона кризата во земјава по компликации од COVID-19 починаа 5527 лица. Од 6 до 12 август во земјава 3497 граѓани се регистрирани за позитивни, од кои 450 биле целосно вакцинирани, односно само 12,8%. Во оваа анализа за вакцинирани се сметаат лицата кои се вакцинирани со 2 дози и поминале најмалку 14 дена од примање на втората доза вакцина. Голем процент, односно 87,1 или 3047 граѓани од позитивните на COVID-19 не биле вакцинирани. Секоја вакцина која ја имаме на располагање е безбедна, ја намалува шансата од заболување, спречува тешка форма на болеста и штити од смртен исход, апелира Министерството. На вакциналните пунктови во државата и на терен заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 571.392 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 8.808 граѓани, а вчера вкупно се вакцинирале 15.574 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 1.033.584 дози вакцини, а ревакцинирани се 462.192 граѓани. Најмногу активни случаи на COVID-19 има во Скопје и Тетово, а зад нив е и Гостивар, каде ширењето на коронавирусот почнува да зема голем замав. Она што ги загрижува здравствените работници е што на голем број од пациентите им е потребна хоспитализација. Лекарите со апел граѓаните да се имунизираат, но и да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата. Најбитна е вакцинацијата и тоа многу сериозно да сваќаат сите граѓани и би сакала и преку вас да ни помогнете на вистина да се вакцинират. Иначе видите, ако немаме ние квалитетно извршена вакцинација на населението, вирусот има простор да маневрира. Делта, алфа, гама, бета, видите, секој ден имаме нови сои, кои што не знаеме каде ќе стигнеме. Епидемиологот Никола Пановски во интервју за ТВ24 вели дека престојните рестриктивни мерки немаат никаква медицинска, ниту епидемиолошка логика. Тој вели дека мерките се задоцнети. Ако сакате нешто да спречите, мерките не ги донесувате по 2 недели и овозможите во тие 2 недели да се шири болеста. Второ, тоа што кажавте за прележаните, апсолутно, тие се многу позаштитени. Бидејќи имаме лица кои ми чуваат, кои даруваат крвна плазма, замислете, а не смеат да влезат во кафич. Мислам, кој е тој парадокс? Моментално имаме 3000 активни случаи, имаме многу повеќе. За 3 недели од тие 3000, се надевам сите или голем број ќе бидат оздравени. Ниеден од нив нема да сме да влезе во кафич. Тоа е парадокс. Не само кафич, таму кај што треба. Трета работа што споменавте со една доза не штити, второ не се пишува кога да ја примат доза. Значи може да се соберат 3 момчиња, 3 да се вакцинирани, едното да не е, да си прават нека забава и тоа може да отиде да се боцне и по 5 минути да влезе у кафич. А имунитетот ќе го добие во октомври. Значи, уште едно што нелогично. И четврта работа,
Ако имате 18 години, не може да влезете, ако имате 17 години и 10 месеци, може. Мислам, матуранти, трета година средно, сите ќе можат да влегуваат без проблем, како тие да не ја шират болеста, да не зборам и децата, помали. Значи, 4 работи кои врска немаат со пречување на ширење на болеста, напротив, дел од нив и ќе овозможат ширење на болест. Значи, мерката не е медицинска и не е за нас да образлагаме, да е психолошка, социолошка и тие треба да одговорат дали. Значи, тоа е како да го натераме човекот што кажал дека има интенција да се вакцинира и докажал со тоа што ќе оди да се боцне, ќе му се дозволува секаде доди, што на тој начин, значи мерката е да се натера народот да се вакцинира на некој присилен начин, а да не изгледа толку присилен. Се одржа централниот настан за одбележување на 20 годишнината од потпишувањето на рамковниот договор. Присутните се потсетија на минатото, дадоа оценки за договорот, за тоа што ќе се случеше ако го немаше, но и наведоа своји видувања за иднината. Почитувани во изминативе 20 години во мојот став за договорот немаше промени. Имено, и тогаш и денес сметам дека тоа беше најдобриот можен одговор на политичкото раководство на тогашниот внатрешен, безбедносен, политички и историски контекст. Солиден аргумент во прилог на оваа теза е дека и тогаш и денес, дури и неговите најголеми критичари, не се во состојба да понудат одржлива алтернатива на неговата базична логика. При тоа, успехот во имплементацијата на договорот, кој е неспорен, не се должи на неговата безпрекорна нормативна структура или на уникатните политички решенија, затоа што неговите клучни одредници со мали модификации ги има во сите такви слични документи со кои завршуваа конфликтите, не само во нашиот регион, например во договорот за мир за Северна Ирска во 1998 година. Решавачко беше тоа што оние кои го подпишаа немаа намера да ја фингираат неговата реализација и едно да зборуваат пред странците, а друго да прават пред својот домашен електорат. Се разбира, критичен предуслов беше синхронизацијата на европскиот и атлантскиот дел на Западната алијанса, што се случи навреме, за разлика од балканските конфликти во 90-тите. Охридскиот договор, кој беше потпишан во партнерство со Европската Унија, Соединетите Американски држави, НАТО и ОПСЕ, стави крај на конфликтот, кој за жал понесе и жртви. Но од оваа дистанца можеме слободно да кажеме дека е гаранција на мирот, кој подоцна го надградивме и унапредивме, создавајќи заедница во која граѓаните имаат соживот и меѓусебно почитување и толеранција, заедница во која граѓаните имаат исти или слични визии за подобро утре. Северна Македонија е прекрасен мозаик од етнички и други заедници и различности. Почитувајќи ги овие уникатности и истовремено, јакнејќи ја институционално нашата држава со превземање инклузивни политики и позитивни мерки, ги поставивме темелите на Северна Македонија како едно рамноправно општество. Антикорупцијска е против вработувањата пред избори. Дозволени се самоитни и неодложни пополнувања на работните места, велат оттаму. Меѓутоа, самиот начин, самата постапка на објавување на огласите пред започнување, непосредно пред започнување на изборниот процес, сметаме дека не е во ред, иако законски не е стрикно забрането дека не може да се објават тие огласи, меѓутоа ние сметаме дека тие не се во духот на доброто управување, дотолку повеќе што веднаш треба да се стават во процес на мирување. Со самото објавување они ги ставаат во заложничка позиција оние кои што очекуваат да бидат вработени и тоа може да се го користат како класичен клиентелизам, односно како обезбедување на гласови и тие, замислете, можеби некои веќе се пријавиле, они ги имаат нивните информации, кои се нивните семејства, значи има тука простор за поголеми сомнежи и затоа сметаме дека тоа не е во духот на доброто управување. 3 лица се повредени во 3 одделни сообраќајни незгоди во Тетовско-гостиварскиот регион, случајни во текот на вчерашниот ден. Во една од незгодите возилата ги управувале малолетници.
Вчера во 13 часот во СВР Тетово било пријавено дека на регионалниот пат Тетово-Пирок се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, управувано од 52-годишникот Тетово, и мотоцикл Баотијан со тетовски регистерски ознаки, управуван од 68-годишникот село Ломница, Гостиварско. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобило едно лице, констатирани во клиничката болница Тетово. Половина час подоцна во полицијата било пријавено дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со италијанска национална ознака, управувано од 58-годишникот село Добридол, Гостиварско, и мотоцикл BMW со тетовски регистерски ознаки, управуван од 39-годишник од село Брвеница, Тетовско. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил 39-годишникот, констатирани во медицинскиот центар Гостивар. Вечерта во 23 часот и 45 минути во СВР Тетово било пријавено дека на регионалниот пат Тетово-Пирок, поточно во село Камењане, се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило BMW со тетовски регистерски ознаки, управувано од малолетникот Тетово, и мотоцикл Zonk Nenk со тетовски регистерски ознаки, исто така управуван од малолетно лице од Тетово. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот кој го управувал мотоциклот, констатирани во клиничката болница Тетово. Во сите сообраќајни незгоди, увид на местото извршила екипа на СВР Тетово. Странски државјанки затекнати во 2 угостителски објект при извршена полициска контрола. Италијани ноќеска на Тетовскиот плоштад го нарушиле јавниот ред и мир. Билтен на СВР Тетово. Ноќеска во периодот од 10 минути по полноќ до 1 часот полициски службеници на СВР Тетово извршиле контрола во угостителски објект на магистралниот пат Гостивар-Тетово, собственост на жител на село Боговиње. При контролата во објектот, освен вработените лица, биле затекнати 7 лица, од кои 2 македонски државјанки, 3 руски државјанки и 2 српски државјанки. При тоа 7 лица биле лишени од слобода и спроведени во полициска станица Тетово поради основано сомнение за кривично дело по член 418 од Кривичниот законник. На разговор во полициска станица бил повикан и сопственикот на објектот. Се работи на расчистување на случајот. Ноќеска во периодот од 1 часот до 2 часот полициски службеници од ОВР Гостивар извршиле контрола на угостителски објект во Гостиварски Добридол, собственост на жител на Добридол. За време на контролата во објектот биле затекнати 3 македонски и 3 странски државјанки, 2 од Србија и 1 од Русија, кои работеле во наведениот објект. Странските државјанки биле приведени поради злоупотреба на туристичкиот престој. Тие биле задржани во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Ноќеска во 1 часот и 50 минути на градскиот плоштад во Тетово полициски службеници лишиле од слобода 3 20-годишни лица и 1 малолетник, сите од Италија, бидејќи го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка и агресивно однесување кон полициски службеници кои вршеле дејствија. Бидејќи го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка и агресивно однесување кон полициски службеници кои вршеле службени дејствија. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска во 1 часот и 35 минути лишиле од слобода жител на Тетовско село затоа што физички го нападнал неговиот татко и го нарушил јавниот ред и мир со викање и недолично однесување. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 16 часот во полициската станица Тетово, 28-годишна жителка на Тетовско Джепчиште пријавила дека претходно била физички нападната од 51-годишен тетовец. Тој бил повикан во полициска станица Тетово и се работи на расчистување на случајот. Вчера полициски службеници повторно извршиле проверка во однос на решенија издадени од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за изречени мерки домашна изолација на лица и домашно лекување и самоизолација.
При тоа 8 лица од Тетовско-гостиварскиот регион, од кои еден малолетник, не ги почитувале издадените решенија, односно ја напуштиле државата и постапиле спротивно на член 206 од Кривичниот законник. По целосно документирање на случаите, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, информираат од СВР Тетово. Членовите на културно-метничкото друштво Свети Сава I вчера вечер отпатуваа во Гуча, соседна Србија, каде ќе учествуваат на манифестацијата Драгачевски собир на трубачи. Тие ќе настапат со неколку кореографии со вокален перформанс. И ова е година, како и многу години наназад, односно ова е година 9-ти пат веќе учествуваме под ова исто име Клуб Свети Сава I, иначе ова ни е нас преко 20 пат, како гостуваме, како единствена игрорна група од нашиот, не само нашиот регион, него од нашата држава. Оваа година се одржува 6-та традиционална драгачевска труба во Гуча, каде што голем број оркестри од цел свет. Можем да нагласим дека учествуваат и оркестри од чак и од Австралија, од Франција, од минатата година не бево, за жалост поради COVID-19, меѓутоа пред тоа беше една група од Канада, така што ова е еден голема манифестација на еден интернационален фестивал. Ние оваа година учествуваме со нашето културно-уметничко друштво и со нашата позната певачка Јована, а исто така на овој фестивал традиционално се бира и избор на носни, така што не оваа година ќе учествуваме исто така со 3 носни. Морам да нагласим пред 3 години задовме првото место во Гуча, а една година бевме втори. Јас би сакал да нагласим дека ние единствено како културно-уметничко друштво кое настапува, ние сме единствени кои настапуваме на овој фестивал, а мислим дека вашата телевизија ќе преноси сите утиски, сите случувања што се одржат во Гуча. Женскиот фудбалски клуб Љуботен во високи 8-3 го совлада составот на Визиониот Урошевац Косово во рамки на подготовките пред почетокот на новата сезона во првата женска фудбалска лига на Македонија. Фудбалерките на Љуботен ја забележаа и втората победа поред во подготвителниот период, откако вчера го совладаа составот на Визиониот Урошевац Косово со убедливи 8-3. Тетовските фудбалерки уште во првиот дел имаа предност од 3-1, а во второто полувреме стигнаа и до убедлива победа од 5 голови разлика. Репрезентативката Јулија Живич постигна 3 погодоци. По 2 пати прецизно стрелаа српската интернационалка Сања Ратковиќ, како и македонската репрезентативка Афродита Салихи. Еден гол постигна Мирјана Ѓеровска. Очекуваме да почне првенството, одигравме неколку пријателски утакмици. Задоволна сум од играта на девојките и од трудот што го вложуваат за време на тренинзите. За денешната утакмица имам само пофални зборови дека девојките изиграа добро и се борија храбро и постигнавме еден максимален резултат што е задоволителен за сите нас. Задоволна сум, мислам дека веќе влагаме у тој надпреварувачки процес и екипата полека ни се вклопува. Со оглед на тоа дека победивме е уште подобро, мислам дека секогаш може подобро. Се надевам на добри резултати во сезоната. Со овој ростер на играчи искрено може да стигнеме меѓу првите 3 па и да се бориме за титла, зошто да не. Женскиот фудбалски клуб Љуботен во новата сезона влегува со амбиции да се вмеша во борбата за трофеите во македонскиот фудбал. Првенството во првата женска фудбалска лига на Македонија планирано е да започне на 21 август со дуелот на градските ривали Шкендија и Љуботен.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!